Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Градоначалниците на ВМРО ДПМН се најголемо разочарување. Во првите месеци од својот мандат не сработеа ништо во интерес на граѓаните и во интерес на општините. Нема ниту еден свој проект реализиран од нивната програма, не ги исполнија ветувањата дадени пред граѓаните. Напротив, граѓаните сведочеа за прекинување на проекти, кршење на законите, трошење народни пари за чоколади и сокови, партизација, почитувани, е се она што прават градоначалниците од редовите на ВМРО ДПМН. Данела Арсовска е прв пример за неработа, за неправење ништо. Освен што се прогласи за ненадлежна за се, прекинуваше проекти и нивелираше шахта. Ништо друго не сработи во првите 2,5 месеци од мандатот. Арсовска среди енергетска криза не одвои ниту денар за помош на скопјани и ги остави безпарно, пошто мораше владата да презема мерки и да обезбеди парно за скопјани. Градоначалникот на Ѓорче Петров, Александар Стојковски, наместо да направи нешто за граѓаните, тој во време на криза потроши 6.000 евра за чоколадни бомбони, за сокови, за круасани. И тој како Арсовска се прогласи ненадлежен за се, освен за трошење на парите на граѓаните. Кирил Пецаков, градоначалникот на Охрид, ќе остане запаметен само по тоа што ги прекрши законите и протоколите и го загрози здравјето на охриѓани. Бобан Стевковски, градоначалникот на Газибаба, стопираше неколку капитални проекти од неговиот претходник, како например училиштето Кирил и Методи во Стајковци. Буквално ништо не направи ниту градоначалникот на Бутел, ниту на Кисела вода. Градоначалник на Прилеп не знаеме ниту дали има, ниту што работи. Вакви примери, почитувани, има безброј. Во секоја општина, предводена од градоначалници од ВМРО ДПМН, има назадување и неработа. Наместо проекти и решенија, градоначалниците од редовите на ВМРО ДПМН ги игнорираат потребите на граѓаните и го кочат развојот на општините. Граѓаните, општините не заслужуваат вакви неодговорни и неспособни градоначалници. Ви благодарам.